Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме примери за оксиди, некаде ќе имаме само хемиски формули, ќе треба да го изведеме името и некаде ќе имаме име, ќе треба да изведеме хемиска формула и ќе бидат голем број примери. И пред да започнеме само спомнам некои работи, дека ја ќе користам периоден систем кој го имам овдека на друг на страна. И овој периоден систем прилично детален, значи овдека се гледаат оксидационите состојби, например за литиум е плюс 1 и минус 1, но најчесто кај вас, ако имате периоден систем дома, ќе има плюс 1 само ќе е напишан. Овој е направен со сите оксидациони состојби кои се среќаваат во природата, например кај кислород вие исто ќе имате минус 2, иако кислород може да се сретне како плюс 2, како плюс 1, како минус 1 и како минус 2. Но не ви требаат толку оксидациони состојби, потребни ви се само тие кои најчесто ги имате на вашите периодни системи, иако не мора цело време да го користиме периодниот систем, само понекогаш ќе го користиме. Сега друга работа што ќе ја правам поразлично е на пример овдека литиум, во првиот пример, литиум најчесто во природата е плюс 1 и така ви го пишува во периодниот систем, така што кога би го напишал овдека името, всушност би можел само да напишам дека ова е литиум оксид. Така, не морам да пишам дека ова е литиум 1 оксид. Него можам само да напишам литиум оксид. Но бидејќи, например, сега треба да го гледате периодниот систем и да гледате дали има само една оксидациона состојба или нема, затоа кај сите ќе запишам која оксидациона состојба се наоѓа. Тоа не е грешка, него едноставно во пракса не се прави секогаш така. Значи ова нема да е литиум оксид, ова ќе е литиум 1 оксид. Сега друга иста работа која ќе правам различно со цел да заштедиме малце на време, бидејќи ќе биде доста долго видео. Например, не треба да се бележи вака литиум 1 оксид, него треба да биде во заграда и треба да биде со римски броеви. Но наместо да го пишам така со римски броеви во заграда, ја ќе го пишам со арапски броеви, бидејќи е полесно, така ќе го пишам ко литиум 1 оксид. Сега, од кај го добивме всушност литиум 1 оксид? Значи кислородот е минус 2, кислородот е минус 2, литиумот имаме 2 атоми, значи 2 атоми. Сега колку треба да е литиумот за ова целото да е 0? Тој треба да е плюс 1. Така, 2 по плюс 1 тоа е плюс 2, минус 2 е еднаква 0. Значи литиум 1 оксид. Наредно е берилиум. Сега кислородот е минус 2, тоа значи дека берилиум, бидејќи имаме само еден атом, мора да е плюс 2. Тоа значи дека името ќе е берилиум 2 оксид. Нареден пример, калциум оксид, исто како берилиум, че ова ќе биде, иако не мора да се запишува 2 оксид, може само да е калциум оксид. Сега, имаме калиум оксид, ова е исто како првиот пример, значи кислород е минус 2, калиумот имаме 2 атома, затоа мора да е плюс 1, така што целото да е 0. Така што овдека е калиум 1 оксид. Иако може да биде калиум оксид, бидејќи калиум, како што знаеме, се наоѓа само во една оксидациона состојба во природата. Сега ова може би е малце покомплицирано, но сепак е прилично едноставно. Имаме 3 атоми на кислород, 3 по минус 2, тоа е минус 6. Така, еднакво сега. Имаме 2 атоми на алуминиум. Сега 2 по колку е минус заедно со минус 6 ќе да е 0. 2 по 3 плюс 3. Така 2 плюс 3 тоа ќе да е плюс 6 и ова ќе биде минус 6 и заедно ќе дадат 0. Така што ова ќе биде алуминиум триоксид, иако може да е алуминиум оксид. Идеме на нареден пример. Имаме железо со кислород. Кислород знаеме дека е минус 2, така за ова да е еднаква 0, железото мора да е плюс 2. Сега, железото има променлива валентност, така да мора да се запише. Како вие до сега претходно не мораше да се запише, но сепак го запишуваме, бидејќи не знаеме на памет кои имаат променлива, а кои нема. Така треба да го гледаме периодниот систем и затоа за сите го запишуваме колку за секој случај. Значи ова ќе биде железо 2 оксид. Наредно е хром. Сега ова ќе биде истиот пример како со алуминиум, така да одма знаеме дека ова ќе биде хром
триоксид, хром триоксид, бидејќи ова е исто како примерот со алуминиум што го имавме погоре. А наредно е бакар оксид и ова бидејќи така ќе биде бакар 2 оксид. Сега да видиме сега за платинум. Кислород е минус 2, но бидејќи имаме 2 атоми, така 2 атоми по минус 2, тоа е всушност минус 4. И сега колку ни треба за да стигнеме до 0? Бидејќи имаме еден атом, тоа не го бележиме, на платинум, значи платина треба да е плюс 4, со целокупното да е 0. Така што решението ќе биде платинум 4 оксид. Нека да е платина, нека да е платинум, не знам кој е правилното име. Наредно е стронциум и ова е исто како тоа над него 2 со бакарот, значи ова ќе биде стронциум 2 оксид. Веќе е исто како тоа со бакарот. Сега ќе решаваме примери каде што ќе биде обратно, ќе го имаме името и ќе треба да изведеме формулата. Сега, титаниум 4 оксид. Значи ако имаме титаниум, тоа е Ti, кој има 4 валенција, така тоа се запишува над него, но нема потреба. Имаме оксид, мислам кислород, кој е минус 2. Така, со цел ова да биде еднакво, овдека треба да има двојка. Сега, некој може ќе рече од вас, добро, тоа е точно, ова е титаниум 4 оксид, но исто може да биде Ti2O4. Да, и ова е на некој начин титаниум 4 оксид, но сепак ова кога ќе скратиш со 2, па го добиваш ова, така што не прави некоја си разлика. Така што овдека решението е TiO2. Наредно е калиум оксид, тоа е potassium на англиски. Калиум оксид ќе биде KO. Кислород знаеме дека е минус 2. Сега калиум, бидејќи не е специфицирано овдека, а знаеме дека калиумот има плюс 1, така што ова мора да е K2O. Ајде се ги запишувам, нема ги запишувам вака со рака. Или ако ги запишам со рака, треба да ги запишувам овдека некако. За да биде по-читко. Или овдека онма лево ќе ги запишувам. Значи, ова ќе биде K2O. Наредно е хромиум триоксид. Односно хром, тоа е хром, Cr. Сега, ако Cr е 3, кислород знаеме дека е минус 2, за 3 и за 2, треба да најдеме најмалиот заеднички делител, што е всушност 6, така да 6 делено на 3 е 2, 6 делено на 2 е 3. Така што ќе биде Cr2 од 3. Наредно е сребро оксид. Среброто има хемска формула, мислам, да, Аг. Сега имаме оксид О, да знаеме дека кислород е минус 2, а среброто има една постојана валенција што е плюс 1, така што овдека мора да е сребро 2, така Ag2O. Наредно е никел оксид, NiO, никел 2, така, кислород е минус 2, така што ова веќе си е решено. Наредно е калциум оксид, ова го имавме претходно, CaO, калциумот има постојана валенција плюс 2, тоа само да го видам на другиот периоден систем. Да, еве го, калциумот има една постојана валенција плюс 2. Но бидејќи не е специфицирано во името, се подразбира дека е спрема неговата постојана валенција. Наредно е алуминиум оксид, значи AlO. Сега ова има минус 2, да видиме која е постојана валенција на алуминиум. Сега дека пишува плюс 3 и плюс 1, мака им во периодниот систем кој го држам, кој го имам дека у раце пред компјутер, пишува само плюс 3, така да ќе земеме дека е плюс 3 постојаната валенција. Така што ако е плюс 3, за 3 и за 2, заеднички, најмал заеднички делител е 6, така 6 делено на 3, дека ќе биде 2, 6 делено на 2, овдека ќе биде 3. Наредно е железо триоксид, значи железо Fe, FeO. Ова треба мало да биде, ама тука немам простор. Сега знаеме дека кислород е минус 2, железото ако е 3, така ако е 3, со цел ова да биде решено. Повторно за 3 и 2 најмал заеднички делител е 6, 6 делено на 3, ова ќе биде 2, 6 делено на 2, ова ќе биде 3. Наредно е бакар 1 оксид, сега не е специфицирано, нека бакарот е со оксидацијен број 1, значи тоа е Cu, чиме е 1, овдека значи мора да стои 2, со цел да биде во целото 0.
Наредно е бариум оксид, BaO. Кислородот има -2, а бариумот има постојана валенција од +2, така што ова е веќе готово. Сега ќе решиме уште еден ваков сет на првично ќе започнеме со формули и да ги добиеме имињата, после од имиња ќе добиеме формули, после ќе ви дам примери за вие кои можете да си ги вежбате. Ајде да идеме сега на првото. Значи Е на 2О, тоа е всушност, значи ова е натриум оксид, каде што всушност кислород е -2, така што натриум бидејќи има 2 атома, натриум мора да е +1 со цел ова целото да биде 0, така што ова ќе биде натриум оксид, бидејќи има постојана валенција. Постојано оксидационо состојба. Наредно е магнезиум 2 оксид. Зошто? Бидејќи кислород има -2, така што магнезиум мора да е +2 со цел да биде 0. Така, кислород е -2, магнезиум мора да биде +2, бидејќи еден атом за да биде 0. Нареден е рубидиум, значи кислород е -2, Rb е, бидејќи имаме 2 атома, мора да е +1 со цел да биде целото еднакво на 0, така што овдека решението ќе биде рубидиум 1 оксид. Овдека во наредниот пример имаме 2 атоми на кислород, 2 по -2 тоа е еднакво -4, а бидејќи манганот е 1 атом, тој мора да е +4 со цел тоа биде 0. Така што овдека решението ќе биде манган 4 оксид. Наредно е бакар и ова е примерот као со натриум горе, значи ова ќе биде бакар 1 оксид. Бакар 1 оксид. Имам сега со железо. И одека до сега ако гледавте видеото, ова ќе биде железо 3 оксид. Дејќи 3 по 2 ќе биде 6 и -2 по 3 ќе биде -6 и тоа ќе биде 0. Ова ќе биде хром 2 оксид. Сега ова наредно колку ќе биде? Cr од 3. Така, значи имаме 3 атоми по -2 за кислород, тоа е -6. А бидејќи хром имаме 1 атом, 1 мора да е +6. Така што ова ќе биде хром 6 оксид. Хром 6 оксид. И еве овдека гледаме нова дека хром, да, може да биде +6. Наредно е бариум оксид, што всушност ќе биде бариум 2 оксид. Потоа имаме олово, бидејќи имаме 2 атоми на кислород, значи 2 по -2, тоа е -4, така да оловото мора да е +4, со цел тоа биде 0. Така што ова ќе биде олово 4 оксид. Сега овдека ова е можда некој си покомплицирано, но всушност не е комплицирано. Молибден е МО оксид, така. Сега кислород знаеме дека е -2, молибден ми пишува дека е +5, така. Сега заеднички, најма заеднички да иде за 5 и 2, тоа е 10, така. Така што 2, 10 делено на 2 тоа е 5 и 10 делено на 5 тоа е 2. Така што решението ќе биде MO2 O5. Наредно е натриум оксид, значи NaO. Кислород знаеме дека е -2, така што натриум знаеме дека има +1, има константно, така што ова е Na2O. Железо 2 оксид, значи железо FeO. Кислород знаеме дека е -2, ако железото е +2, така не мора веќе ништо да запишува, решено е. Тангстен, ова на македонски се викаше Волфрам, мислам. И по-логично е, зашто се бележи со W. Волфрам 6 оксид, значи тоа ќе ставиме кислород тука, кислород, ај вака по настрана ќе направиме. W, кислород е -2, ова значи +6, така што овдека ќе ставиме 3 и сега целото е 0.
Наредно магнезиум оксид, МgO, ова е -2. Магнезиум има постојана валенција од +2, така што ова си е веќе решено. Манган триоксид, MnO, сега ова вика дека е +3, кислород е -2, така најмал заеднички делител, 6 делено на 3, ова ќе биде 2, 6 делено на 2, ова ќе биде 3. Наредно е кадмиум оксид, тоа е CdO, -2 на кадмиум, дај да видиме колку е постојано. Кај мене вика дека е +2, така што е решено. Така, CdO. Литиум оксид, LiO, ова е -2. Литиум имаше постојана валенција од +7, така што ова е 2 овдека. Цинк оксид, ZnO, кислород има -2 и најчесто цинкот во природата се среќа како +2, така што ова е веќе решено, иако одека подобро било се специфицира, бидејќи не е секогаш постојана вредноста. Кај мене барем пише дека е +2 или +7, така што ако беше +7, овдека не знам, би требало да е запишано. Не е запишано, така ќе земе дека е +2, бидејќи тоа е почесто. Галиум оксид, тоа е GaO, кислород има -2, галиумот има постојана валенција од +3, така што ова вдека ќе биде 3, ова вдека ќе биде 2. Сега ќе решиме и примери во врска со неметални оксиди, но ќе решиме многу помалце, бидејќи се релативно многу полесни. Едноставно само треба да ги научите префикси, значи моноти, три, тетра, пента, хекса, хепта, окта, нона, дека, ундека, додека. И од кога тоа ќе го научите и имињата на химиските елементи, прилично е лесно. И ајде сега ќе ги решаваме, така. Значи ова ќе биде диазот моноксид, ова наредното ќе биде сулфур 3 оксид, наредното ќе биде хлор диоксид, наредното ќе биде јаглерод моноксид. Ако нешто не ви е јасно, едноставно гледајте го видеото кое го оставив претходно, каде што збориме за правилата. Ова ќе биде диарсен пентаоксид. Наредното ќе биде тетрафосфор декаоксид. Малку се изместени тие, ама добро, се разбираат. Ова ќе биде тетракалај хексаоксид. Да го направиме малку поголемо. Значи тетракалај хексаоксид. Ова ќе биде селен диоксид. Наредното ќе биде диазот тетраоксид. И ова ќе биде дихлор хептаоксид. Значи прилично едноставно да се решат, значи не е нешто си комплицирано. Овдека има грешка. Не е тетракалај, него е тетраантимон. SN е калај, SB е антимон. Значи тетраантимон хексаоксид. Значи не е калај. Ќе го прешкртам. Значи антимон, сега да не го препишувам. Ајде сега ќе решиме некои примери каде што ќе го имаме името и ќе треба да изведеме формулата. Значи тука е бромин диоксид, BrO2. Значи ако не знаете, ако нема пред него моно Di3 тетра, значи е 1. Зашто кога е за првиот, тој кој го гради оксидот не се пишува моно. Тетрафосфор, хексоксид, значи P4O6, јаглерод диоксид, CO2, азот моноксид, NO, диод пентаоксид, тоа е I2O5, дибизмут триоксид, BI2, триоксид O3, диарсеник пентаоксид, сега беше AR или AS,
АР беше аргон, АС арсеник, диарсеник 2, пентаоксид, О5, селениум триоксид, СеО3, телириум. Овој елемент пропа го среќам. Телириум. Треба да го побарам. Еве го Те. Овие елементи ретко се кажат лично. Да, не се среќам многу ретко. Телириум диоксид, О2, дихлороксид, тоа е Cl2, дека може да е и моноксид, не мора да е дихлороксид. Значи тоа се некои примери, многу примери во врска со оксиди, дали на метали или на неметали. Значи на крај само ги завршиме тие со неметали, ги се прилично многу поедноставни, едноставно само го читаш името и го пишуваш. Само треба ги научите префиксите, значи моно, ди, три, тетра, пента, хекса, хепта, окта, нона, дека, ундека, додека. Повеќе не верувам дека ќе ви требаат. Дека поминавме примери, значи тоа е тоа. И сега само ќе свртам овдека, значи има некои примери ако сакате вие да си вежбате, кои не се напишани. Ево дека ги имаме првите се, значи за метални оксиди, нали повторно формула, тука е со име, со формула, со име и на крај имаме некои примери за неметални оксиди. Значи овие овдека се за неметални оксиди. И тоа е тоа, се надам дека научивте што многу, се надам дека овие примери ви помогнаа. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто, добро се повторувам малце, но ќе се видиме во наредното видео. Довидување.